Има некакви непотврдени информации дека седницата е одложена затоа што меѓу најсериозните кандидати за избор биле судии прво кои што судат предмети на специјалното јавно обвинителство, судии во основниот кривичен суд во Скопје, кои што судат предмети од организиран криминал, меѓу другото и судии со етничка припадност која што сега не била наред за избор, колку и ова да звучи чудно. Да. Тоа се информациите кои што јас ги добив секако неофицијално од извори во судскиот совет. Курчлусот практично настанал дека во овој оглас, односно со овој оглас, не се предвидени места за немнозинските заедници за избор во апелацијскиот суд во Скопје. Уште еден аргумент е фактот што барем двајца од судиите кои што аплицирале на тој оглас водат сериозни предмети во одделот за организиран криминал и корупција во основниот кривичен суд во Скопје, и тоа би значило формално дека доколку бидат избрани во повисокиот суд, тие предмети би требало да почнат од почеток. Снимале таква пракса до сега. Збор за судијата Осман Шабани. Да. Тоа е судија кој што суди предмети од организиран криминал во кривичниот суд и судија кој што ги води следниве предмети на СЈО: Титаник, Талир, Тендери и Топлик. Така. И како што веќе рековте, ако Осман Шабани бил избран за судија на апелациониот суд, сите овие предмети на СЈО би требало да почнат од самиот почеток. Веќе има забелешки дека дел од овие судски процеси се одвиваат исклучително бавно, со многу одлагања. Еве вчера се случи ново одлагање во предметот Талија, кој што го води токму Шабани, така што оваа претпоставена ситуација би довела до дополнителни одлагања. Секако тоа е клучната поента, особено не се проблем да речеме предметите кои што воопшто не почнале. Талир, да речеме, веќе се суди не знам неколку месеци, меѓутоа главната расправа не е почната. Да, овде не е проблем, да. Проблем е во посериозните предмети, како што да речеме Титаник. Во Титаник беа преслушани илјадници телефонски разговори и формалниот почеток на судењето значи дека тоа одново би требало да се случи. Тука постои една можност која што не знам дали се резонира, меѓутоа тоа е можноста да се делегира судијата кој што е избран во апелацијскиот суд да се ги дозаврши предметите во понискиот суд и на тој начин да нема како да речам проблем. Тоа го дозволуваат законите, да. И тоа се случувало досега. Се надевам дека во наредниот период во кој што секако ќе има, предпоставам, простор за повеќе координација помеѓу членовите на судскиот совет, тоа ќе се случи.